Почитувани гледачи, го следите изборното представување на сите кандидати за градоначалници, но и носители на советничките листи од општините од Југоистокот. Во продолжение разговараме со Ѓорги Танушев, носител на советничката листа од граѓанската иницијатива Стигај, кој што гласно и отворено кажа дека институционално ќе се борат против отварање на рудник на планината Огражден, но и ќе придонесат за решавање на оние проблеми кои што ги тиштат отворено граѓаните без партиска боја. Ако можев така да ве најавам, Танушев, кој е Ѓорги Танушев, но и впрочем, кои се сите оние 23 кандидати кои што претендираат да бидат дел од Советот на општина Струмица околу нивните профили? Станува ли збор за докажани личности на кои што може струмичани да им веруваат? Секако. Благодарам за можност да се представиме. Значи, јас сум носител на листа Стигај, фронт против рудникот и загадувачите на животната средина. Нашата листа е составена од 23 кандидати кои што имаат докажани биографии, значи сите доаѓаат од своите професии. Имаме двајца пензионери, значи кај нас има и многу млади и многу стари, но најмногу е средниот возрастен слој, да кажем. Сите имаме искуство, голем дел се активисти кај нас, бидејќи доаѓаме од активистички бекграунд, но настрана тоа сите имаме и професии, така да ова е убава комбинација на искуство, знаење и непокорност, така ќе го кажам, зашто ние веќе 4 години и повеќе се бориме со активистички методи за да ги подобриме работиве околу екологијата во нашите општини, но гледаме дека многу тешко ова иде од надвор, мора да влеземе внатре во системот, за да успееме да ги наметнеме сите оние дилеми кои што партиите досега не успеа да ги подобрат, зашто граѓаните се сведоци. 23 кандидати од повеќе професии, рековте, и старосната граница. Колку ќе успеат да го артикулираат гласот на граѓаните на општина Струмица во Советот каде што се носат одлуките? Па, вака, значи, тие сите ние сме еден тим. Независно колку од нас ќе влезат во Советот, секогаш ќе имаме ние совети, надвор од Советот, зборам, значи, остануваме како организација, која што ќе придонесува со различни совети, да кажем, со различно искуство за одредени проблеми кои што ги тиштат граѓаните. Реално ние не очекуваме да имаме мнозинство во Советот, но колку и да влезат внатре, ќе биде сосема доволно да ги артикулираме вистинските интереси на граѓаните. Зошто? До сега тие интереси многу често беа запоставувани заради различни партиско-политички причини и не останува да се реши. Партиски бизнес интереси, предпоставувам. Да. Добро, Танушев, рековте на самиот почеток дека вашата главна иницијатива е да влезете во Советот за да институционално се борите против отварањето на рудникот, но и сите загадувачи на животната средина. Но кој беше поттикот, мислам? Станува збор за активисти, но и граѓани кои што сакаат и се борат за тоа. Дали само беа тие основните два порива или пак има и нешто трето, второ, четврто, кој што сакате да влезете во Советот општина Струмица, сепак таму нели еден важен орган каде што поминуваат сите одлуки? Така, вистина е, бидејќи многу од граѓаните го имаат запоставено Советот и многу често гледаме на анкетиве дека не ни знаат кои се советници во советиве. Многу ретко, значи ова на ниво на држава е така. Ова планираме да го смениме, зашто реалната моќ на една општина се наоѓа во Советот. Тоа е така со законите, не е во градоначалникот. Градоначалникот е извршна функција која што зависи од одлуките на советите. Тоа подразбира дека ако ние со нашето искуство, знаење, непокорност ќе кажам, и отвореност за сите проблеми, влеземе внатре, ние ќе се бориме буквално за сите програми кои се во надлежност на општината. Општината има огромни надлежности кои што директно влие врз животот на граѓаните во соодветната територија каде што настапува. Но не само таму, има и меѓуопштински ингеренции кои што се заеднички проекти помеѓу повеќе општини. И во таа смисла ние имаме одлични релации со скоро сите соседни општини, значи и се наоѓаме присутни таму. Искуството, комбинираното искуство на нашите активисти, граѓани кои што не поддржуваат, ќе придонесат до тоа комплетно да ги обновиме
гледиштата за проблемите и да најдеме подобри решенија, далеку поотворени решенија кои што се модерни за ова време и кои што ќе биде изфилтриран комплетно партиските бизнес интереси на поединци во големите партии. Сведоци сме дека нашата општина, зборам општина Струмица е меѓу најтранспарентните општини, но гледаме дека и тоа на терен, значи ние до сега не се занимававме, но гледаме дека има и недостатоци во тоа. Гледавме листови кои што имаат буквално со 5 збора се објаснети ставки за кои што поминуваат милиони денари. Тоа не е така убаво. Колку што ве разбрав, за горливите прашања на граѓаните, не само на општина Струмица, туку и на целиот регион, ќе воспоставите и меѓуопштинска соработка. Кои се оние приоритети за кои што ќе се залагате? Два спомнавме веќе, но она на кој што ќе действувате силно, агресивно во Советот на општина Струмица, каде што рековте дека Советот има клучна улога, градоначалникот е извршен орган и без да се добие мнозинство во Советот, тешко било која одлука да помине. Значи, покрај она за рудникот, што сакаме да го блокираме во сите општини, ние се залагаме пред се за здрава и чиста средина, преку чистење на депониите кои што ги имаме во огромен број. Значи имаме преку 120 диви депонии во општините. Ова е страшно. Но не е само тоа. Имаме загадување на воздухот кој што е посебно изразено во зимските периоди кога има температурни мерзии. Тука мораме и можеме да направиме големи промени ако ги натераме преку советите, органите на општинската управа да си ги завршуваат конкретно своите обврски. На страна тоа, значи постојат убави и големи ингеренции за урбанизмот. Бидејќи градот и населените места се развиваат стратешки со урбанистички планови, генерални урбанистички планови и детални урбанистички планови. Ние слушнавме дека имало во завршна фаза ГУП за Струмица. Да, генерален, но гледаме дека и таму има недостатоци, бидејќи граѓаните воопшто не знаат и тоа не сме да биде така. Да не зборам за законските обврски каде што мора да има јавни расправи и анкети, тоа е се по законот, и посебно стратешка студија за стратешко влијание на животната средина во ова. Сите овие работи имаат од формален, но има и морален карактер. Покрај тоа, ако треба за некаква дилема, тука се и граѓаните и треба да ги вклучиме директно граѓаните, ако треба и локални референдуми ќе направиме. Ние веќе направивме две и гледаме дека е ова добар начин како да се чујат директно граѓаните, а не преку некакви интерни анкети во општината или не знам како. Тоа е нетранспарентно, но ова е најтранспарентно што е можно. Друга работа, економијата. Значи, ние имаме намера да представиме проект кој што е стратешки битен за нашата регион. Зборам, значи, за земјоделието, бидејќи нашиот регион годишно произведува над 15 милиони долари производи кои што ги пласира. Но тоа е производство кое што многу малце се инвестира во него. Реално многу малце се инвестира. Ги гледавме статистикиве и се запрепастивме. Општината во ова има скоро ништо. Никаква удел. Ова ќе го смениме. Имаме конкретно развина програма која што ќе може да реализира 4 општини во нашата котлина и тука пред се мислам, значи на формирање на земјоделска зелена берза, која што во свој скоп ќе има одредени агенции кои што ќе помогнат со развој, пласман на производи на меѓународниот пазар. И преку преку тој проект заеднички, општините ќе можат да имат средства многу повеќе, но во исто време и самите граѓани ќе имаат достап до поголеми цени, подобри производи, подобри брендови, да кажем, бидејќи силен сме дека во иднина храната ќе биде стратешки ресурс. Така. Има и многу повеќе. Има и други проекти. Програмата ќе биде супер, значи само да нагласам, значи ќе објавиме овие денови. Многу е добро што има баланс помеѓу стратешкото земјоделие во Струмичкиот регион. Има лесните индустрии кои што се комплементарни на земјоделието, но има и дигитални индустрии кои што се клучна алка за еднината, бидејќи доаѓа време на
вештачка интелигенција и тука мораме да се припремиме како регион кој што еден ден ќе биде клучен за комуникација и развој на нови кадри кои што ќе можат да придонесат во новото општество што доаѓа. Танушев, ова е второ ваше појавување како Стига е, претходно ве знаеме, нели, како активист од Здрава Котлина, со оглед дека сте вклучени во изборниот процес. Последните 30-40 секунди како апел до граѓаните на општина Струмица, зошто да се одлучат за Стига е, како советници? Затоа што ние не сме партија пред се, и ќе се работуваме со сите партии кои што ќе бидат во Советот, но и надвор од него, бидејќи нас немаме партиско-политичка никаква позадина, ниту закачки, но сакаме да го направиме најдоброто за граѓаните. Како што до сега правевме акции однос на екологијата, сакаме ово да го прошириме за општо добро. Од друга страна, граѓаните треба да знаат дека она што ќе го донесат како одлука, самите тие ќе се ослободат, зашто стегите на партиите општо земено, се огромни, со притисоци, со суптвани И ги замолчуваат. Да. Така да тешко доаѓа. Но ние сме поинакви. Ние сме многу поразлични, нас не може да нас замолчат никако, никој. И тука ќе видиме, ние сме докажани непокорни борци. Так. И тоа ќе го искористиме за доброто на граѓаните, зашто ем знаеме, ем можеме, ем не се плашиме. 123 бевте или? 120 е за Струмица општина. 120, да. Георги Танушев, носител на советничката листа Стига е во ова изборно бесплатно представување од 10 минути на програмата на ТВ каналот ВИС, кои што претендираат за членови во Советот на општина Струмица. Танушев, благодарам. Благодарам.